Благодарам колега Диме Вилковски. Ние всушност живееме држава и следиме све што се случува. Да, имаше свинска чума во Источна Македонија и не можете да кажете дека живееме поевропски, граѓаните дека живеат поевропски ако носиме закони усогласени со Европската унија, затоа што и извештаите што ги спомнавте убаво што ги спомнувате, но на некој начин се и во спротивност со реалноста. Зошто? Ќе ви кажам, затоа што протестираа оризари, протестираа лозари, деца со посебни потреби, синдикатите од евиденција, просветни работници и така натаму, и сето ова укажува дека тие бројки во извештаите се во контрадикторност со реалната ситуација. Инаку, што вие понудивте како власт на странските фирми и оние што се дога овдека во Македонија и за тие што требаше да инвестираат, кои што веќе ја одбегнуваат и на картата од регионот Македонија ја прескокнуваат и ја шкртаат. Кажува следниот податок, дека 30% од германските инвеститори сакаат да си заминат од државата поради корупција, криминал и правниот систем. Па каков правен систем кога министерот Тупанчевски на грбот на граѓаните отиде да гледа спортски надпревар во Италија? Значи, што друго понудивте? Во Хрватска горивата се за 10% поевтини и во Црна Гора. Инаку, најискрено ќе ви одговорам за вашата тенденција, како што сте пријавени 80 души немени интерес за бројката, за вашата тенденција да одолговлекувате, да стигнеме до суштинската расправа, до расправата за амандманите, каде што имаме 174 амандмани со конкретни проекти кои што ги побарале граѓаните, институциите, синдикатите и така натаму се обратиле до нас, ги имаме предложено. Вашата тенденција да одолговлекувате, да беседите овдека со дискусии од кои што нема никој ќар, најмалку граѓаните. Јас еве ви кажувам дека во име на граѓаните, јас нема да ви одговарам на репликите и повелете со лагите, продолжете со лагите кон граѓаните.